Здраво, вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата TV103 со своето 149-то издание и низ колку перипети и видоизменување и да поминува емисијата TV103, едно издание секоја ќе биде посветено на изборот на најквалитетни ТВ серии од сите ТВ серии за кои што сум говорел во рамките на оваа емисија за минатата година, така што во изборот ќе бидат земени предвид анимираните, документарните и играните ТВ серии кои имав можност да и погледнам во 2025 година, без разлика дали се први сезони во прашање или па нивни продолженија. Исто така морам да напоменам дека нема да има жанрофобија во емисијата, што значи дека мелодрамите наспроти научната фантастика, трилерите, комедиите и хорор сериите со сите нивни хибриди помеѓу имаат подеднакви шанси да завршат на листата, затоа што изедовме веќе четврт од 21. век и треба да бидеме свесни за плуралистичкото мултижанровско милје во кое се создава долгата форма на сериализирани и процедурални серии. Така што денес ќе славиме убавината која ни ги оплеменија пред се животите сериите со кои поминавме многу часови заедно, кои си поигруваа со нашите емоции и светогледи, дружејќи се со саати со ликовите не баре се наши познајници во кои пронајдовме и некакви особености кои се спојствени баш за нас. А на почетокот на оваа емисија ги слушнавме Меса со композицијата Fire on the Roof од нивниот нов албум The Spin и ќе продолжиме во контекст на самата емисија да слушаме музика од нови албуми кои беа издадени во рамките на 2025 година, односно најдоброто што можеше се слушне од Stoner Doom Provenientia. Покрај Меса ги слушнавме и Brimstone Coven со A Man's Demons од нивниот нов албум The Light Shines Not For Thee и потоа следува великаните Lopen со нивната композиција Wormwood од Get Well Soon. Во продолжение ги слушаме Year of the Cobra со истоимениот албум и композицијата Wardrobe. Потоа ги слушаме Handgemen со Satanic Panic Attack и од истоимениот албум и ќе завршиме со еден од најзначајните албуми за минатата година, односно албумот Song to Sun од Stone Jesus и моќната композиција Low. Така што доколку сакате да дознаете кои се најквалитетните ТВ серии од 2025 година, тогаш вие сте на фреквенцијата која понира од сферата помеѓу појавното и имагинарното, кај што се крие еден притаен меѓусвет, нудејќи можности за одгатнување на енигмите на постоењето. Јас сум Златко Ѓелевски, а вие останете вклучени. Започнува програмата на ТВ 103. Има бројни серии кои сметам дека се вредни за напоменување, пред да преминеме на листата на 10 најквалитетни кои што сметам дека се најзначајни за минатата година. Меѓутоа, сепак, кога се прави една селекција, најголемата клетва на правењето на овие листи е тоа што голем број од саканите и омилените серии кои заслужуваат да се најдат на неа, можеби нема да го направат тоа од XY причини, односно од една страна можеби е задоволување на некаков си баланс помеѓу изборот од се да има по нешто, меѓутоа од друга страна па некои потфрлуваат во одредени аспекти каде што можеби би направиле други серии поголем исчекот напред во рамките на создавањето на долгиот формат. Така што вредни според мене за напоменување се It Welcome to Derry, односно итерацијата на Мускети и неговата продукција кои ги направија двете итерации, односно адаптации на It, првото и второто поглавје, со тоа што ја продолжи сагата за кловнот Пенивајс во навраќајќи се наназад во збиднувањата од Дери, каде што ќе го направи дополнителното продолжение со уште една сезона. Значајна е заради тоа што е една од најквалитетните хорор серии кои што можеше да се погледнат за минатата година и буквално е како визуализирано продолжение од 8 часа на самите два филма. Така што доколку ви се допаднале двата филма, дефинитивно треба да ја погледнете и It Welcome to Derry. Потоа
ајде да ја наречеме реформаторскиот вестерн формат беше застапен во American Primeval, односно серијата за кршењето на американската нација во зачетокот на незиното оформување и соочувањето со најразличните конфликтни ситуации кои биле помеѓу каубојците и индијанците, односно помеѓу локалното население и доселениците, која што беше прилично сурова и одлично одработена токму на почетокот на минатата година се појави и сметам дека беше и тоа како значајна за да се напомене сега, без разлика што помина доста време од неа, беше една одлична лимитирана серија. Common Side Effects е една од најзначајните потфати во рамките на анимираната сфера, односно тоа е сепак серија која имав можност да ви говорам во рамките на емисијата за едно засебно издание и сметам дека сите кои се љубители на анимираниот филми, анимираните серии пред се треба да го погледнат ова остварување. И Invincible трета сезона, ајде да ја напоменеме и таа како составен дел на анимирани серии кои се вредни со своите квалитети да бидат гледано што е можем поголем аудиториум. Уште една серија за која што ви говорев, Your Friends and Neighbors, исто така е вредна за напоменување доколку не сте можеле да ја погледнете и доколку сакате да дознаете од каде е тоа меме, каде Џон Хем ужива во електронската музика, односно во журката на која се наоѓа со сината позадина во клубот, токму доаѓа од ова ТВ серија за раскошот во кој што живеат американците богаташи и човекот кој не сака да го изгуби приматот кој што го има. Една криминалистичка серија која дефинитивно ќе задржи вашето внимание од самиот почеток до крај е All Her Fault, каде едно исчезнување на дете се води во некаква си дополнителна спрега и сплетка помеѓу родителите и дадилките и причините за негово киднапирање, односно исчезнување. Секако до White Lotus имаше своја нова итерација на нов остров со нови ликови кои си имаат дополнителни проблематики кои ги носат и ги пакуваат во нивните куфери заедно на одморот на кој присуствуваат, така што имаше интригантни сплетки кои се случуваа во рамките на овие семејства, пријатели и познајници и партнери кои доаѓа на островот. Парадис исто така треба да се напомене, која имав можност да говорам во рамките на ова серија во рамките на TV103 со тоа што е еден убав политички крими трилер каде што дознаваме дека е убиен американскиот претседател и сето тоа се случува во едно место кое што се наоѓа под некаква си купола, ајде така да ја условиме. Доколку сте љубители на комедии, секако The Chair Company мора да се напомене, поточно доколку сакате абсурден хумор, ова е дефинитивно најдобар избор за вас, заради тоа што во бизарност е доведена ситуацијата во која при обид да се одржи една пресконференција се крши столот на кој седнува еден од назначените во фирмата и севкупната серија е откривање на кој го има произведено столот и дали има некаков заговор за неговото кршење. И додека сме кај комедиите, секоја година имам некаква си практика, барем во годините кога излегува новата сезона на Хекс, да имам некаква си аверзија со оглед на тоа што веќе е четврта сезона во прашање, значи веќе ги знаеме ликовите, веќе ми се досадени ликовите да ги гледам и секогаш ја се отклонувам да не ја пуштам и да го имам една прокрастинација за да ја гледам серијата, со тоа што во моментот кога ќе доаѓа крајот на годината, се доделуваат наградите, секогаш е Хекс во игра за тие награди и тогаш дури се осмелувам да ја погледам новата сезона и сваќам дека да, и новата сезона е една од најдобрите комедии кои што се направени во текот на годината и дека без разлика на тоа што ликовите се тие кои што се максимално искористени и доловени во сите можни аспекти, сепак хуморот со кој што е актуелен и преписките кои се водат помеѓу стендап комичарката и низината помошничка која ги пишува шегите, дефинитивно се богатство на американскиот хумор кој можевме сите да уживаме со четвртата сезона на Хекс. Во тек се новите сезони на Fallout, на The Pit, на Небо,
првата сезона се емитува, потоа Stumble, Animal Control, Going Dutch и многу други, па затоа не ги земам предвид за оваа листа, така што дел од овие серии веќе ги гледам, па затоа не сум во можности да направам емисија, не се комплетирани, или да ги вклучам во изборот на листите, нели, затоа што сепак недостасуваат голем број на епизоди, и тоа е еден од многуте проблеми, со тоа што дел од овие серии ќе се разлекуваат во 2 до 3 месеци, каде и да пит дури ќе достигне до 4 со оглед на тоа што има 15 епизоди во сезона. Значи, буквално ќе мора некаков баланс да правам со начинот на кој што ќе ви промовирам квалитетни серии во меѓувреме додека ги чекам овие да се комплетираат, за да можем во целост да ви говорам и за епилогот на сериите, и за како се поставени ликовите, и за нивните соодноси, за да не биде само сум гледал една епизода и да говорам на памет што точно би содржала серијата. Достапни ми се, ама не ми се уште гледани His and Hers, Runaway, The Beast in Me, The Better Sister, ја имам гледано втората сезона, грешам тука, The Residence, The Waterfront, True Hunting, The Survivors, но никако да дојдат овие наред. Со оглед на тоа што има огромен број на серии кои се појавуваат и како и што самите знаете, 8 часа, 6 до 8 часа одзема гледањето на една серија, така што и јас сум повнимателен за тоа на кои серии го трошам моето слободно време, меѓутоа се обидувам најдоброто да го ископам од нив и да ви го предложам со начин што би избегнале некакви си можеби неквалитетни остварувања. Исто така, не се надевајте дека на листата ќе ги забележите разочарувачките последни сезони на The Abandons, Squid Game, третата сезона, The Bear, Wednesday, Stranger Things, па и All is Fair. Жал ми, ама животот е прекраток за да трошам време да ви говорам за серии кои го злоупотребуваат вашето внимание со избрзани и неразмислени сценарија и уште поневпечатливи реализации. Нема место за нив во TV103, жал ми е. Не ми е воопшто жал, да бидам искрен, нека се потрудат да направат нешто поинвентивно за стотиците милиони долари кои ги фрлаат во овие серии, искористувајќи ја вашата претплата за нивното реализирање. Така што сметам дека треба да се вложи малку поголем труд и да се обрне внимание на тоа што е квалитетно, што да се задржи и која е иновацијата која треба да се примени во рамките на ТВ сериите. Ви комплетирав една топ листа од 10 ТВ серии за како своевидно огледало, односно одраз за квалитетите кои можеше долгиот формат да не ги понуди минатата година, и започнуваме на 10-то место со The Crypt Tapes, односно втората сезона на американската found footage horror ТВ серија. Патрик Брайс ја режира, а ја предводи актерот Марк Дуплас, која се базира на двата филма Крип 1 и 2, односно доколку не сте ги погледнале, во прашање е еден серијски убиец и психопат, кој неретко си го менува своето име кога се представува на потенцијалните жртви, некаде го знаете како Джозеф, некаде како Пичвас, кој најчесто пушта објави за огласи дека бара човек да го снима со камера за дневница, со тоа што ќе го ликвидира пред да ја заработи истата. Серијата се базира на колекцијата на домашни снимки, која ја чува во шкаф самиот убиец и ја има направено низ годините, и секоја епизода од серијата е всушност посветена на засебна жртва, затоа и го носи низиното име. Ја издвојувам втората сезона затоа што драстично се зголеми квалитетот од првата и би рекол дека се реобмисли и е подобра од двата филма според мене, затоа што во секој од случаите заглавува убиецот во незавидни ситуации. Најпрвен го најми Дейвид Дастмалчијан како негов копикет убиец имитатор, што значи сезоната започна доста постмодерно, за потоа да го експлоатира концептот на реновирање, односно снимањето на ТВ серии за преуредување на домовите, потоа следна жртва да биде дел од торчер хорор концептот како што беше Пила и останатите филмови од овој поджанр, потоа
направи животинско прифатилиште, условно кажано, ставете во колку сакате наводници ова, па дури ги инволвираше полицајците кои успеа да го уапсат. Меѓутоа, тој па успеа да ги надмудри и на крај се појави неговата, ајде да ја наречеме сестра, наводници со нејзините уцени, така што која од која се епизодите беа во надградба на концептот и предизвикот да го метаконтекстуализира хорор жанрот, значи 6 епизоди и тоа што најмногу го барам. Квалитет над квантитет. А маската на волкот која ја носи веќе стана иконична за оваа серија, секоја чест. Shudder и AMC ја продуцираат втората сезона на The Crypt Tapes, третата веќе е започната снимање и едва чекам да погледнам што ќе ни понуди Марк Дуплас во неа. Девето место, The Girlfriend, прва сезона, односно првата британска серија помеѓу американските серии, представува психолошки трилер кој смогна сили Робин Рајт да го реализира заедно со Андреа Харкин, со тоа што Робин ја презема и главната улога пред камерата, глумејќи ја посесивната мајка на нејзиниот син, кога во неговиот живот ќе дојде нова жена, односно ќе се заљуби во Чери, глумена од Оливија Кук, со која ќе се фатат под нож уште од првиот чин во кој ќе се сретнат. Серии за зловетни и одмаздолюбиви снаи свекрви имало и ќе има и секако дека ништо ново не носи оваа серија на хартија, кога е во прашање оваа тематска одредница, меѓутоа начинот на кој е монтирано течението со употребата на Рашомоновиот пристап во секоја епизода во која ако ја следиме првично перспективата на мајката, насреде епизода ќе дознаеме што правела девојката во меѓувреме за до крајот на епизодата да ја комплетираме целосната слика и откриеме како има дојдено до пресвртите во неа, што исто така не е кој знае колку иновативен концепт, со оглед на тоа што е прастар, но начинот на кој се комбинираат овие две тенденции во една 6 епизодна целина, без наративно сало помеѓу нив, ја прави една од највешто екзекутираните серии на оваа листа, каде до екстреми ќе се доведат интригите и сплетките во кои мајката и девојката се борат за вниманието на синот и често се употребуваат како орује за реваншизам против непријателката. Соперништвото кое си носи комплекси со себе, затоа што од една страна е, например, финансиската нееднаквост, од друга е болната посесивност, од трета се манипулативните тенденции на двете во нивната пресметка на суети, која ќе уништи многу повеќе животи на блиските, отколку што и двете се свесни. MGM студијата на Amazon ја продуцираат за Amazon Prime. Тоа беше на 9-то место, ТВ серијата The Girlfriend, а на 8-то место се наоѓа Black Mirror со 7-та сезона. Да ја потсетам доколку сте заборавиле дека оваа година бевме почастени со нова сезона од најзначајната антолошка ТВ серија Black Mirror и нивната 7-ма итерација, 7-ма сезона која е повеќе од потребна затоа што стравото од технологијата и начините на кои истата ќе биде употребена против нејзиниот изумител, односно човекот, се на најсликовен можен начин обработени во ова научно-фантастично богатство кое никогаш во историјата на ТВ сериите не може да кажеме дека постои серија со добра 7-ма сезона, затоа што дотогаш сите идеи се искористени, преповторени, но Чарли Брукнер успеа да најде концепции кои беа се уште релевантни, која на најдиректен начин може да ни ја прикаже иднината во која ќе се емитуваат реклами во нашите глави, доколку не платиме повисока претплата, се разбира, и ќе бидеме физички лимитирани во нашето движење од страна на големите корпорации. Гледавме исто така манипулирање на сон како филм, прогонувачка видеоигра, манипулација, односно злоупотреба со перцепцијата на реалноста, продор во спомени и за мене најдосадното продолжение на SS Callister, односно Вселенската опера, но со и без неа не го порекна фактот дека Black Mirror го заслужува правецот кон исклучителност во која прави една дисекција на реалноста и ни дава можност да ги видиме стравовите кои ќе ги донесе иднината пред таа да се случи. Black Mirror е продуцирана за Netflix. На 7-то место се наоѓа The Rehearsal со својата втора сезона и мора да имаме и неколку представници од комичниот жанр во оваа листа, со оглед на тоа што имаше доста квалитетни комични серии оваа година, а еден од најбизарните
е мокюментари серијата, односно лажната доку-драма предводена од Нейтан Филдер, кој во втората сезона на оваа ТВ серија отклучи нови стадиуми на неговиот актерски аутизам, кој дури во една епизода буквално се соочи со оваа болест, затоа што замислата во втората сезона е секоја епизода прекумерно да прави проби за да може да ги одреди сите можни исходи на некоја одредена ситуација, со тоа што HBO нели го одврзуваат паричникот за да може да направи сетови од простории за да се води една рефлексија за наводните сцени од реалноста, кој до смрт ги испробува со група актери за да може да го разбере нечие човечко однесување. Втората сезона беше доведена до екстрема неговата потреба да се истражи подобри со односот на пилотите и копилотите на авионите, однос кој доколку е нарушен, ќе значи потенцијално срушување на авионот. Ненадменлив комичен бисер истражувањето на пилотот Сели, кој го спасува авионот во реката Хадсон, кој во клучниот миг, според Филдер, се препуштил на рефренот на неговиот омилет бенд Evanescence пред да го направи херојскиот чин, што за мене представуваше врвот на комедијата на сезоната, заради тоа што се појави од негде никаде, како и трошењето 2 години од животот за да добие пилотска лиценца само за да се стави во кожата на пилотите на авионите Боинг. Така што нема стадиум на постмодерното преиспитување на кој нема да подлегне Филдер, само за да дојде до разбирањето што ги прави луѓето да се однесуваат како што се однесуваат едни со други. Така што браво за The Rehearsal и браво за HBO кои ја продуцираат. И на 6-то место за најквалитетни ТВ серии за минатата година се наоѓа Severance со нејзината втора сезона. Уште една научно-фантастична серија имавме можност да погледнеме во своето продолжение и тоа една од поновите кои фасцинираше со својата премиера поради уникатниот ретрофутуристички лиминален изглед на канцелариите и поделбата на психата на вработените кои се една личност дома и сосема поразлична мигот која ќе стапнат на работа, создавајќи двојници во работната хиерархија. Во втората сезона откривме што се случи по обидот за обелоденување на првите чекори на двојниците кои избегаа од фирмата во надворешноста, што се разбираше дека го злоупотреби самата фирма за нејзин бенефит со помош на спинување. Имаш уште неколку тајни сокаци и се отвори прашањето за заробената љубов на протагонистот и неговиот финален избор во која реалност да присуствува и со љубовта или во фирмата да продолжи понатаму со другата љубовна врска која што ја имаше од претходно протагонистот. Така што Ден Ериксон направи мали чекори во втората сезона во поглед на напредување на драматуршкото действие, но затоа ни овозможи повеќе да се запознаеме со двете верзии на ликовите, кои на секој можен начин инис и аутис, како што се наречени, тие од внатре фирмата и надвор, си ги поматуваат сметките и попречуваат во животите, па дури протагонистот се снимаше на диви камерче додека се расправа, например, со себе си за да се вразуми. Така што можеби не дознаме нешто повеќе за козите кои се чуваат во фирмата, освен дека се жртвуваат, и дека Марк комплетираше полдер во кој жена му влезе во просторија со расклопување на колевката и не знаеме што всушност се извинувам продуцира фирмата, начинот на кој двојниците ги комплетираат животите на надворешните репликанти беше дефинитивно одличната алка која ја поседува втората сезона. Успешна сезона за продуцентот Бен Стилер и неговиот помошник кој ја создадоа ТВ серијата Severance за Apple+. Ќе ја правиме тука една полога музичка пауза за да земам дополнително здив и ќе слушнеме поп-психоделични стонер рок и дум бендови, односно доколку имаме време ќе слушнеме композиции од минатогодишните албуми на Cryptograph, Kaiser, Supernotti, Borracho, Dead Meadow, Castle Red, Bask, Paralyzed и Cadaver. Доколку имаме време, ќе слушнеме по една композиција од сите нив за да ви ги илустрирам најразличните аспекти на кои што може да се свири и на кои што може да се слуша стонер рок и дум. Уживајте!
со листата за најквалитетни ТВ серии за 2025 година, која ја преполови во претходното мое излегување. Ќе ја продолжиме со петата место на која се наоѓа ТВ серијата The Pitt со незината прва сезона. Одвоив на листата место и за една процедурална серија, што е голема реткост, затоа што најчесто ги составувам листата од сериализирани формати, бидејќи процедуралните серии според мене не може да го фатат чекорот со денешното темпо и се уште се наоѓаат заглавени во минатото со 20 на репетитивни епизоди во сезона, да може секоја недела нели пополнат простор на кабелските и националните телевизии, но сите нив отскокнува The Pitt, создадена од R. Scott Gemmell, човекот кој има работено на ER и создаде нова медицинска процедурална серија, што можам да ја наречам медицинска верзија на 24, затоа што опфаќа една работна смена во болницата во Питсбург, смена за која е заложен доктор Роби, кој си има своји трауми од ковид пандемијата, но е спретен да раководи со овој брод, особено кога во еквилибриумот последниот саат од смената настанува инцидент во кој човек пука во публиката насреде концерт и 112 жртви од настанот се донесени во болницата која станува буквално прибежиште на воена зона. Големината на серијата се состои во чинителот што ова е првиот ден на неколку стажанти кои се фрлени во оган. Над нив во хиерархијата се доктори кои се неколку години во болницата и си имаат своји лични проблеми кои ги носат на работа, секако дека тука се арогантните хирурзи, добронамерните болничарки, нетрпеливите пациенти со најразлични болести и над сите нив е Роби, кој е светлосни години похуманизиран лик од доктор Хаус, например, кој е во постојана борба со менаџерката на болницата, затоа што бара повеќе медицински персонал да се вработи, затоа што докторите гинат на смена. Прекрасно профилирање на ликови и секоја епизода има клифхенгер, ама тоа е со извичник, не е со запирка, затоа што има што да каже, има која намера е ставено тој епилог на епизодата за да се вреднува. Макс ја реализира оваа серија за HBO, која не додржав и почнав да ги гледам новите 15 епизоди кои се емитуваат недела за недела и се држат до концептот на една епизода во 1 саат од смената и тука, само што втората сезона Роби е последен ден на работа пред да оди на некаков 3-месечен одмор. Така што на петто место се наоѓа ТВ серијата The Pitt, а на четврто место се наоѓа The Studio. Првата сезона на оваа ТВ серија, што е уште една високо пласирана комедија, која го доби своето заслужено место на листата, а тоа е сатирата на Холивуд која ја создаваат Сет Роган, Еван Голдберг, Питер Хајок и Алекс Грегори, заедно со Фрида Перес, каде ги гледаме предизвиците со кои се соочува ликот на Роган, кој треба да најде начин како да ги балансира авторските проекти визави потребата на пазарот од блокбастер лимонади, раководејќи го холивудското студио, што резултираше со во првата епизода на серијата Мартин Скорсезе да му биде откажано продуцирањето на за него можеби последниот филм во кариерата. Од тука работите може да одат само надолу, така што секоја епизода е засебен случај во кој дознаваме дека конфликтот на интереси се случува зад кулисите за да може да се продуцира саканото парче уметност, односно забава за широкиот аудиториум, но одблиску може да погледнеме во какви екстравагантни ситуации се вовлекува екипата пред се. Култна е втората епизода, снимена како долг кадар за филм во кој се брка сонцето за да се сними еден долг кадар со урнебесен финиш, а секако дека врв на хумореската за мене беше адаптацијата на филмската верзија на Kool-Aid со Ice Cube и проблемите кои настанаа со политички коректниот кастинг и сите перипетии кои ги правеа за да нема неизбежна културолошка апроприација, завршувајќи со сезоната со дрогирањето на Дејв Франко и Зои Кравиц на забавата, како и прекрасна епизода за доделување на наградите, која го постмодерно ја вклучуваше дури екипата на Severance, со која се под иста капа на Apple Plus, а во реалноста овие 13 еми награди кои се потполно заслужени за оваа ТВ серија,
затоа што после Ентураж ова е единствената успешна серија која не само што го исмева Холивуд и неговите модерни нелогичности, туку стилските решенија кои ги донесоа за комплетирање на епизодите се запаметени. Со среќа втора сезона да го надмине квалитетот на првата, ќе биде фрлена во сенка уште од сега, тоа ви го кажувам. А оваа година имаше слична серија која ни овозможи да погледнеме што се случува на сет на суперхеројски филм, The Franchise, но таа е светлосни години зад квалитетот на The Studio, кој се наоѓа на 4-то место на оваа листа. На 3-то место се наоѓа Pluribus со својата прва сезона, уште еден успех за Apple+. Оваа година бележи научно-фантастичната серија на Винс Гилиган, човекот кој ги создаде Breaking Bad и Better Call Saul, кој ме израдува што на Реа Сихорон конечно и даде серија која самата ќе може да ја носи на својот грб. И нема друга опција со оглед на тоа што ово прашање е постапокалиптичен сетинг во кој се случува ова вонземјанска инвазија врз човештвото, запоседнувајќи ги телата и сврстувајќи ги во едно мрежено резонирање, еден hive mind, односно едно умие кое не баре вбризгано во еден единствен организам. Меѓутоа има неколкумина кои не може да бидат освоени од страна на вонземјаните, кои се обидуваат да најдат начин да ги присвојат, да се предадат на нивната утопија, која во очите на протагонистката е пекол, затоа што не сака да се откаже од нејзината слободна волја и индивидуализам, а вонземјаните па не смеат да ја принудат, ниту пак нанесат повреда, односно таа дознава дека исто така не смеат и да ја лажат и мора да ги исполнат сите нејзини побарувачки. Последното е многу важно, затоа што неколку мина како неа, кои нели согледале дека може да им биде исполнета секоја желба од страна на вонземјаните, бидете сигурни дека налик секој морално корумпиран македонец ќе најдат начин како да ја експлоатираат оваа дупка во новиот закон. Серијата поставува прашања во која цена нели вреди да се зачува и изгуби сопственото јас и дали со неговото губење и приклонување кон мнозината на зомбија ќе се загуби борбата за човечноста и предаде најсветото нешто, слободниот избор, што за некои битија е само пречка до нивниот спокој, а за други е единствениот агент кој ги прави да бидат прецелуѓе. Тоа што се има атомска бомба во дворот на крајот на сезоната, не знам колку втората сезона ќе биде поинвентивна од првата или ќе заглави во концептот на Last Man on Earth, каде нема да се има дополнителни идеи за одење напред, но се надевам дека Винс ќе му текне нешто гениално во меѓувреме за да ја напише втората сезона на Pluribus, која се наоѓа на 3-то место со својата прва итерација. На второ место се наоѓа Dexter Resurrection со својата прва условно кажана сезона. Една од моите најомилени ТВ серии на сите времења си доби своја засебна епизода во оваа сезона, која секако дека заслужи и да се најде и на оваа листа и тоа да биде високо пласирана, затоа што според мене е една од најдобрите сезони во историјата на ТВ серијата Dexter, која Клајд Филипс ја концепираше да биде продолжение на Dexter New Blood и бегството на серијскиот убиец од Мајами во Канада, односно следејќи го својот син Харисон кој доаѓа во Њу Јорк, каде најпрви на дистанца се обидува да води сметка за него, а потоа и самиот ќе се вовлече во неволја затоа што Њу Јорк не е Мајами. Таму конкуренцијата во бизнисот за убивање е поголема и благодарение на еден ексцентричен милионер ќе се вовлече во еден таков таен клуб на серијски убијци, во кој членува и Даст Малчијан, за до крајот на сезоната сите да подлегнат на неговиот код, кој ќе го искористи за да се спаси од нив, а тоа што детективот Енџел Батиста одлучил тој да биде неговиот Моби Дик е дополнителен проблем за Декстер, затоа што и њујоршката полиција ги намирисува неговите дамки од крв зад себе, што значи ова се многу притисоци од сите страни кои го затегнуваат јаремот околу Декстер, кој е во нов непознат град нели за него, каде се обидува да започне нов живот, но стариот се нема откажано од него, а пустата жет за крв е незапирлива. Продуцирана е серијата за Sky Showtime, која е абсорбирана од Paramount Plus, има прекрасни монтажни без говор за време на одјавната шпица,
во која во една епизода успеа оваа серија само преку еден објект да ме уништи и разнежни, што не знам дали некоја друга серија од оваа листа е способна тоа да го направи, така што Мрачниот патник убива како никогаш досега во Dexter Resurrection, која се наоѓа на второ место. И убедливо најквалитетна ТВ серија за 2025 година. На првото место е Adolescence со својата прва сезона. Немаше сомнеж зашто ова е најзначајната серија за минатата година, затоа што недопирливи се врвовите на автентичната артистичка експресија и високите естетски критериуми кои ги достигна оваа нефилмлива серија составена од 4 епизоди во еден кадар, создадена од Джек Торн и Стивен Грем, режирана од Филип Барантини, фокусирана на инцидентот во кој е вовлечено 13-годишно момче кое е осомничено за убивање на неговата врсничка во училиште, што значи дека серијата го опфаќа процесот за неговото апсење, истражување на училиште, односно односот кој го има со останатите членови на семејството, негово испрашување, и серијата која ни овозможи да погледнеме кој е извориштето на булинг, да научиме зошто е важно родителите да водат сметка како се однесуваат меѓусебно, затоа што децата се нивна слика и прилика, како и последиците кои ги предизвикува процесот на исмевање и рангирање на соучениците, создавајќи навредени деца, подготвени за реваншизам на сайбербулинг во реалноста, така што генијалната серија постои за нагледачите да им покаже дека има нераскинлива ковалентна врска на каузалниот след во кој никој не е иземен или пак ослободен од одговорностите, но исто така потребни се навремени методи за превенирање, за да не се создаде околноста во која ќе се толерира нечие навредување и обесправување, бидејќи учителите и родителите немаат пристап во светот на младите, кои се родени и израснати со интернет и за нив нема никаква разлика меѓу дигиталното јас, кое подлегнува на секаква злоупотреба, и реперкусиите во реалното јас. Така што има многу работи што можеме да ги научиме од оваа ТВ серија, а да не говорам за беспрекорното снимање на испрашувањето на актерски аспект или техничката реализација на сцените со премин од интериер во екстериер. Една од малкуте квалитетни серии на Netflix оваа година. Така што на листата за најквалитетни ТВ серии за минатата година на 10-то место се најде The Crypt Tapes со втората сезона на Shudder, на 9-то место е The Girlfriend на Amazon Prime, на 8-мо место е Black Mirror со 7-та сезона на Netflix, на 7-мо место е The Rehearsal со втора сезона на Max, на 6-то место е Severance со втора сезона на Apple+, на 5-то место е The Pitt со првата сезона на Max, на 4-то место е The Studio со првата сезона за Apple+, на 3-то место е Pluribus, исто така работен за Apple+, на второ место е Dexter Resurrection за Paramount+, односно Sky Showtime, и на прво место се наоѓа Adolescence со својата прва сезона за Netflix. За крајот на емисијата ќе слушнеме неколку doom метал композиции, доколку имаме време да слушаме во целост пред се. Ќе се обидеме со Bell Witch и Aerial Ruin, нивната соработка за нивниот албум Stygian Bot, Volume 2, и композицијата From Dominion, една од пократките. И доколку имаме време ќе слушаме Warlung со The Sleeping Prophet и Dax Riggs, кој се врати со неговиот албум Seven Songs for Spiders и композицијата Even the Stars Fall. Вие го слушате 149-тото издание на емисијата TV103 со Златко Ѓелески, кај што детално ја представив листата на најквалитетни ТВ серии за 2025 година. TV103 е уникатен сигнал кој се појавува во четврток на оваа фреквенција и во рок од 2 часа ви нуди длабински поглед во значењето на актуелните ТВ серии. До наредното издание, гледајте ТВ серии и останете вклучени. Чао, чао!